Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Во општина Бутел започна поставување заштитни столбови со цел спречување на непрописно паркирање на возила на тротоари и пешачки патеки. Акцијата се реализира во соработка со град Скопје и СВР Скопје. Активностите најпрво започнаа кај кружниот тек во Бутел, а ќе продолжат и на други локации низ општината, каде што има потреба од подобрување на сообраќајната култура. Градоначалникот на Бутел Дарко Костовски најави дека со оваа мерка ќе се стави крај на узурпацијата на пешачките површини и ќе се овозможи побезбедно движење за граѓаните на Бутел. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски информираше дека е објавен јавен повик за субвенционирање на граѓаните за чистење на оџаците во нивните семејства. Како што посочи Стевковски, загадениот воздух представува еден од најголемите предизвици, а редовното чистење на оџаците овозможува подобро согорување на огревното дрво, намалување на штетните PM10 честички, зголемена заштита од пожари и зачувување на животната средина. Субвенцијата изнесува 1200 денари по домаќинство, при што персоналниот данок ќе биде натоварен на општина Газибаба. Право на учество имаат жителите на општината, кои ќе извршат чистење на оџакот во периодот од објавувањето на повикот до 30 ноември 2026 година, со приложување фискална сметка и потврда од овластена фирма. Барањата со потребната документација се поднесуваат во архивата на општина Газибаба, на улица Архимедова број 2 секој работен ден од 7:30 до 16:30 часот. Општина Илинден подпиша меморандум за соработка со Сдруженијето за обезбедување третман за стапување и унапредување на правата на лицата со попреченост Мегалвомет Глас Скопје, со што се воспоставува нова социјална услуга во заедницата. Со оваа соработка ќе се овозможат индивидуални логопедски и дефектолошки третмани за деца со развојни потешкоти, деца со попреченост, со фокус на рано препознавање на развојни нарушувања, навременна интервенција и континуирано следење на децата со атипичен развој. Во рамки на услугата ќе биде обезбедена и социјална интервенција, заштита на интересите на лицата со попреченост и нивните семејства, како и едукација и поддршка за родителите во делот на логопедската и дефектолошката работа. Градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски истакна дека оваа социјална услуга представува значајна придобивка за локалната заедница, особено за ранливите категории граѓани, овозможувајќи поголема достапност до стручна поддршка и намалување на финансискиот товар за семејствата. Услугата ќе биде бесплатна за лицата кои ќе добијат соодветна препорака од Центарот за социјална работа на град Скопје. Корисници ќе можат да бидат лица со валидна документација, согласно меѓународната класификација на функционирање, попреченост и здравје. За користење на услугата граѓаните ќе можат да се обратат директно во Сдруженијето Мегаломет Глас Скопје. Комуналните инспектори и редари на општина Центар спроведуваат засилени контроли на возила кои се непрописно паркирани на јавни и зелени површини низ општината. На секое неправилно паркирано возило ќе биде оставено известување за сторен прекршок со предвидена казна од 50 евра во денарска противвредност, согласно Законот за комунални дејности и одлуката за комунален ред на општина Центар. Сторителите се должни веднаш да го подигнат прекршочниот платен налог во секторот за инспекцијски работи на општина Центар во барака 6А. Доколку казната се плати во рок од 8 дена, се плаќа половина од предвидениот износ. По истекот на рокот следува целосна наплата, односно поведување прекршочна постапка пред надлежен суд. Градоначалникот Горан Герасимовски порача дека редот ќе се спроведува доследно и без исклучоци, нагласувајќи дека безбедноста на пешаците и заштитата на јавните и зелени површини се врвен приоритет за општината. Општина Центар ги повикува граѓаните да ги почитуваат правилата и со одговорно однесување да придонесат за подобра урбана и животна средина. Комуналните екипи на општина Аеродром спроведуваат интензивно хортикултурно уредување на една од најфреквентните локации во населбата Ново Лисич, во просторот меѓу стамбените згради, паралелно со булеварот Видое Смилевски Бато.
Од општина Аеродром информираа дека за прв пат по подолг период се засадува ново зеленило, декоративни растенија и цвеќе. Се оформуваат тревни површини и целосно се уредува просторот со цел создавање пријатна и функционална урбана целина. Со овие активности просторот добива свеж и разубавен изглед, што ќе придонесе за поквалитетна животна средина, поубава секојдневна слика и попријатно движење за жителите и минувачите. Дополнително во изминатиот период беше извршена и целосна замена на плочникот со нови елементи за побезбедно движење. Од општина Аеродром порачуваат дека ќе продолжат со вложување во зеленилото и уредувањето на јавните простори, со цел обезбедување чиста, здрава и уредна околина за сите граѓани. Таму е Скопје, град мој љубав лише.